Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се укинува, вработените и се останато преминува под надлежност на Министерство за култура и туризам. Поранешниот директор Љупчо Јаневски вели дека агенцијата низ годините докажа и покажа дека туризмот може да биде силна развојна алатка на македонската економија и да создаде потреба за министерство кое ќе го третира рамноправно туризмот, но сепак подвлекува дека агенцијата требаше да прерасне во национална, а не да се укинува. Министерството за култура и туризам имаше доволно време да ги преземе сите ингеренции од Министерството за економија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, место да се укине, треба да прерасне во национална туристичка организација, како секаде во Европа, зашто имаме изготвено систематизации и заклучно на влада во 2023 година. Истата ќе ги имплементира и реализира стратегиите од Министерството до највисоко ниво, а сега ќе имаме Министерство, кое ќе треба да работи комплексна работа, за кое нема доволно човечки ресурси. Според Јаневски, ваквиот потек со укинување и формирање на тела потребно е претходно консултација со коморите, научната и стручната фела во Македонија и секако дел од долгорочната стратегија и потреба од реализирање од одредени стратешки цели. Презентирање на резултатите и ефектите за ваквата трансформација кои според мене како професор недостасуваат. Сметам дека имаме многу повеќе работа кон градење на капацитет за туризмот, а не кон укинување и експериментирање со тела, кои досега беа дел од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, односно незиниот совет и комитет за туризам под влада. Со измените, меѓу другото, се предвидува Министерот за култура да го формира Советот за промоција и поддршка на туризмот и да се доделуваат субвенции за туризмот. Според предлагачот, целта на законските измени е институционално напредување на туристичките политики, зголемена ефикасност и централизирано планирање и синергија меѓу културата и туризмот.